civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денеска со нас е судиката Маргарита Цаца Николовска, председателка на Институтот за човекови права, поранешна судика во Уставниот суд во Босна и Херцеговина и веќе ја познаваме и како една од членовите, повисоките членови, не знам точно, ќе ни објасни таа, од изборната комисија во првите избори во Македонија. Добро дојдовте, господја Николовска. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Ние денеска би поразговарале за тоа каква е вашата оценка за изборниот процес на локалниве избори во целина, нели сега имавме почнаа локалните избори, пак имаме втора рунда. Па каква е мојата оценка? Тоа што би можела да го кажам, би го канализирала во две насоки. Едно, имајќи ја во предвид одредената пракса на Европскиот суд за човекови права, каде што бев судија повеќе од 10 години. И втората е на национално ниво, што и како се случува, и историски гледано, а и гледано од денешна перспектива. Што се однесува до локалните избори, можам да кажам дека Европската конвенција за човекови права не го третира прашањето за локални избори, повеќе се насочува кон прашањето за парламентарни, тамо каде што тие лица што се избрани се во суштина лица кои што имаат легислативна улога. Кај нас во дадената ситуација, тоа е парламентот, и покрај тоа што одредени одредби кои што се предмет на надлежност на одредени општини е дискутабилно дали имаат некоја законодавна, да кажам, функција или не, меѓутоа мислам дека тоа сега за оваа емисија не е толку важно. Што се однесува до ова вториот дел, од времето кога бев како еден од членовите или лицата кои што беа вклучени во изборите на начин што председател на изборни комисии и така натаму, доста е времето променето, на добро морам да кажам, прво со законската регулатива, а второ што е многу поважно, мислам дека и едукацијата кај луѓето е на повисоко ниво од порано. Или тоа што во тоа време се соочувавме со големи притисоци, да не речам тепачки, да не речам физички преси и така натаму. Во последните години, мислам дека тоа е во голем дел намалено. Јас морам да кажам дека овие избори повеќе ги следев од аспект на она што медиумите прикажуваа и тоа што се случуваше дента кога јас гласав. Можам да кажам дека дента кога јас гласав беше во перфектен ред, немаше значи никакви проблеми во делот на чекање за да се влезе во просторијата, протоколите беа почитувани и тоа можам да кажам дека повеќето бевме возрастни луѓе кои што чекавме да влеземе и веројатно ние сме малце повеќе навикнати на такви некои редови за разлика од младите, што не е толку за пофалба за младите. Сепак можам да кажам дека чекањето беше заради тоа што дел од тие фингерпринтерите не работеа како што треба, меѓутоа немаше некои проблеми, во таа насока се беше мирно. Што се однесува до она што беше изборна кампања, да речам предизборна и така натаму, многу ме зачуди врзаноста на локалните надлежности, односно надлежноста на
локалните тела, општините и надлежноста на централната власт. И мислам дека многу повеќе имаше во предвид што правела централната власт, кои биле пропустите на централната власт во овој период и резултат на тие пропусти се овие резултати кои што на сите ни се познати. Што се однесува до презентирање на кампањата и презентирање и на програмите и на тоа што сметаат градоначалниците дека треба да направат, се согласувам со аналитичарите кои што во голем дел кажуваат дека таа кампања, тоа презентирање беше некако млако презентирање во однос на нивните надлежности. И тие 3-4, да кажам, елементи кај сите се вртеа. Сообраќај, зеленило, градинки. Да, но конкретна програма. Меѓутоа нешто конкретно, макар да мислам дека господинот Шилегов презентираше што они правели, кои улици, што се и како се. Тоа што било. Сега, продолжување на тоа и нешто ново сепак беше во некоја, да кажам, во некој круг на не поголемо конкретизирање од тоа што јас лично сметав дека требаше да биде кажувано. И пример ќе ви кажам, менаџирањето беше спомнувано од против кандидатот, меѓутоа во која насока тоа менаџирање треба да оди или во која насока тоа менаџирање не било во ред, јас лично само можам по моја лична оценка да оценам што правел до сега тој градоначалник во овие општини кои што ги следев и кои што мене лично ме задираат, и Скопје секако, и менаџирањето во која насока било лошо или менаџирањето во која насока сега треба да биде добро. Така да, јас не сум политичар и може би заради тоа и ова вака што го зборувам, го презентирам. Јас сум многу повеќе за конкретни работи. Значи, тоа што конкретно треба да се направи, па ако сакате да се каже што е конкретно, кои биле конкретни проблемите, како ќе се разрешат тие проблеми и така натаму. Многу малку се зборуваше исто така и за надлежноста на советите. И ме радува што во една прилика една дискусија беше искажана во оваа насока, дека градоначалниците во било која општина ништо не можат да направат без одлука, односно без активноста на советите. И тоа е точно. Советите се тие кои што ќе гласаат, а после градоначалникот, покрај другите се разбира функции, ќе треба да ги извршува тие одлуки. И ваквата разноликост на членови во советите од разни политички партии, од една страна може да е добро, меѓутоа од друга страна може да е и многу лошо ако се блокира работата на тие совети. Имајќи во предвид како се однесуваат политичките партии во парламентот, јас не сум оптимист дека нема да има блокади и во локалната власт. Од страна на советите? Од страна на советите. Тоа што се советите во општината, тоа е парламентот на државната власт, односно на централното ниво. И сега мислам, државна и едното и другото, меѓутоа, кога зборуваме и кога велиме државна, повеќе мислиме на централната власт, еве да биде појасно и за граѓаните. Така да, ќе треба она што јас би сакала понатаму да го гледам, е аргументирано презентирање на своите видувања
од страна на членовите на советите и понатаму нивното гласање. Граѓаните имаат право да знаат зошто е гласано вака или зошто е гласано така. Слободно можам да кажам дека бојкотот во колку се пренесе и овде, тоа ќе биде катастрофа. Значи, ние не ги бираме ни парламентарците, ни членови на совет, ни градоначалниците да бојкотираат. Ние ги бираме да наоѓаат решение. И тие решенија кои што ќе се донесат на тие седници, понатаму да бидат реализирани во пракса. Со бојкотот ние ништо не добиваме. Значи, вашите сомнежи се дека одредени членови на советите од одредени партии би можеле да го продолжат, нели, теркот на пратениците во собрание, на некои пратеници со бојкоти, да со се блокирање, да се преслика тоа што било во собрание. И тоа не е добро за ниедна политичка партија. Значи, ни на централно ниво, ни на локално ниво, нити па ако сакате генерално гледам. Со бојкотот ништо не се постигна. Дури голем дел од граѓаните би можеле да се прашаат зошто ние тие луѓе ги биравме, кога они во суштина не наоѓаат решение на нашите проблеми. Истото се однесува и за граѓаните кои што бојкотираа избори. Граѓанска должност е да се гласа. Во одредени држави кривично се одговара ако не се гласа. Меѓутоа, со оглед на правото на демократско одлучување, воопшто не сум присталица на таков пристап. Нормално демократијата, плурализмот, изразувањето е многу битно. Да се изрази тоа што се сака. Казнувањето е друга работа. И мислам дека на овие избори, барем она што го следев од медиумите, неизлезноста е резултат и на одреденото незадоволство. Би сакала да се вратиме, извинете, на самиот изборен ден. Нели некако беле го остави нефункционалноста или полуфункционалноста на фингерпринт апаратите, бидејќи ние ги наблюдуваме изборите, имавме многу пријави, меѓутоа тоа цела земја беше и видливо дека освен што доцнеа многу ради нефункционирањето на време, па доцно, па некаде и се откажуваше примената на апаратот за да тече гласањето понормално. На некои места дури се продолжи, избирачки места се продолжи за половина час, 45 минути. На некои места луѓето од преголемо чекање си одеа дома, не чека. И тука малку се повреди, не малку, туку се повреди гласачкото право во овој дел. Сепак се согласувам со тоа дека со ваквото нефункционирање на фингерпринтер апаратите одредено право на некој начин се оневозможи. Зборувам на некој начин заради тоа што беше дадена можност на друг начин тоа избирачко право да се оствари. Колку комисиите се снајдоа во тоа е веќе прашање за кое што мислам дека ќе биде потребно да се направи една анализа. Така, да. Особено заради тоа што многу големи средства се дадоа за 11 милиони евра. 11 милиони евра е нешто кое што е за наши услови, па и да кажам пошироко, многу голема финансиска да речам обврска или за финансиско заземање, и во исто време ако се покаже дека имало некои проблеми, а имало проблеми, се прашувам зошто тогаш толку се брзаше за таква примена,
на тие апарати кога очигледно дека населението не е генерално гледано. Не само населението кое што гласа, него и членовите на Да. Тие изборните. доцна стигна апаратите и немаше време Да се- за обука, доволно време за обука и Јас затоа се што го случи слушав се случи, председателот. Да. Тој најави до душа. Тој најави дека имало некакви едукации, меѓутоа очигледно дека се покажа дека тие едукации не се доволни. Тоа е нешто кое што требало да биде предмет на анализи и на разгледување. Тоа паѓа на товар на Државната комисија за избори, така? Апсолутно. И затоа велам дека за сите работи треба добро осмислена постапка и нешто кое што би одело само во насока на олеснување и овозможување на избирачкото право. Јас затоа реков, од моје искуство, ние што бевме, заради тоа што и кај нас во текот на изборите имаше некои проблеми со апаратите, меѓутоа ние бевме сите надвор, ние бевме доволно дисциплинирани да држиме растојание, дистанца, маски, меѓутоа пак ќе кажам, не беше голем број на луѓе кои што чекаа. Така да, во првиот момент не се створи онаа нервоза, леле колку луѓе има, па ја до кога овде ќе чекам и така натаму. Што не беше случај во покасните часови. Јас многу рано отидов да гласам, токму заради ова, отворено да ви кажам. Мислев, нема да знаат луѓето, нема да има можности тоа да се репарира, да се овозможува. Ајде кај нас во Скопје ќе дојдеа стручни лица, нешто ќе можеа да поправат. Меѓутоа, дали мислеа во некои други средини, а ние видовме одредени средини, каде што објективно не можеше ни медиумите да стигнат да го следат, а не пак експерти во колку тоа нешто се расипе па да се поправи и така натаму. Така да, ова може да се гледа двострано. Едно, да се анализираат сите пропусти, да се види дали ни било потребно или не ни било потребно, имајќи во предвид големата дискусија во парламент и внесување на овие, да кажам, инструменти во самиот закон, очигледно дека мора да се продолжи во една многу добра едукација за да нема вакви проблеми и да се детектираат проблемите, затоа што едни велат дека податоците од МВР не биле такви какви што требале да бидат за да може машинава да ги употреби. Не сум стручњак. Не знам што е проблемот. Меѓутоа, за гласачот проблем постои. И државата е таа која што е одговорна да го разреши тој проблем. Ти треба да ми обезбедиш мене право да дојдам и во еден нормален временски рок да овозможиш јас да го кажам своето, да го искажам своето гласачко право. Има сега 10 дена веќе до следната рунда, нели? Па може би направиле сега ќе прават дополнителни обуки и такви работи за да се олесни тој ден. Што би им препорачале на учесниците, поточно на кандидатите што остана за вториот круг? Што е ваша препорака, а што не направија до сега во смисла на нивното представување, однесување и други работи што еве на вас ви Па имаше некои искажувања, меѓу другото дека имало некои сексистички, некои расистички искажувања, оневозможување или притисок во насока на одредени навредливи зборови и така натаму. Тоа би препорачала на сите да го заборават.
Говорот на омраза. Така. Говорот на омраза, па како кажав само 2-3 работи за кои што слушнав дека биле присутни. Говорот на омраза апсолутно не е потребен. Навредувањата ги има секаде, меѓутоа и тие навредувања, ако мене ме прашате, јас сосема би ги тргнала на страна. По мене, кандидатите треба да се борат со презентирање на своите идеи. Апсолутно достоинствено да презентираат тоа што мене како гласач ке ме привлече. Мене нема да ме привлече како гласач навредите. Предпоставувам дека и голем дел од населението не сака да слуша такви навреди, меѓутоа факт е што мислам исто така треба многу да се замислиме дека тој говор на омраза кај некои граѓани буди друг порив. Поттикнување на гласање не за овој, за оној, заради тоа што види како му кажа, гледај што му рече. Мислам, едукацијата и на избирачкото право треба да биде во оваа насока. Ние, за жал, многу малку се бавиме со избирачко право во текот на целокупниот временски период на екзистирање и на активностите на органите, било централна, било локална. Ние ова избирачко право како елемент, како проблем, почнуваме да го елаборираме, да го дискутираме кога ќе дојдат избори. И кога ќе завршат изборите, повторно не влечеме никакви, како да кажам, нити податоци што било проблем, за да може понатаму да се оди во насока на неповторување на тие исти грешки. Точно е дека треба да се учиме на нашите грешки и тие грешки да не се повторуваат. Ова го зборувам сега за лицата кои што активно го остваруваат своето избирачко право, меѓутоа тоа се однесува исто и за оние кои што се во делот на лицата кои што треба да ги обавуваат функциите за кои што претендираат. За кандидатите. Односно за кандидатите. Ви благодарам многу што дојдовте денеска и споделивте со нас вашите мислења. Благодарам и на вас и се надевам дека ќе има можност да се прават некои подетелни анализи. Вие сте мониторирале. Јас вообичаено во работата прво размислувам во насока дека прво треба да се мониторира, да се согледаат многу пошироко проблемите, да се направи една анализа на тие проблеми, подлабока анализа и на крај да се извлечат одредени заклучоци и препораки. Кои што препораки треба во целокупниот едукативен процес на населението, а ние имаме потреба од едукација на секое ниво. Да се помогне и граѓаните да видат дека и државата, а и невладениот сектор, за да ја докажат својата независност, својата непристрасност, вака да пристапуваат. Благодарам уште еднаш на поканата. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.